На средината од постот црквата благословила да се празнува споменот на спасоносното дрво на кое што Христос беше распнат. И ние веќе изморени од постот, искушенијата се поголеми, желбата за храна е зголемена. Треба да го имаме овој символ и знак дека секоја жртва се исплати. И до денеска црквата пееше за себеменувањето, за покајанието, а од Крстовден па натаму до Великден веќе ќе зборува за тоа дека страдањата и подвигот на постот не се безсмислени, туку завршуваат со спасоносните Христови страдања и со воскресението со Великден. Оваа култура која што ја живееме, можеби можеме да ја наречеме дека е култура на крстови. Крстот се пројавува насекаде во светот. По раскрстниците, на ридовите, турбофолкерите, рокерите, анархистите, сите користат крст дали да покажат приврзаност кон него или пак спротивставеност кон него. Но дали сето ова комерцијално представување на крстот ја изобразува вистинската димензија, негова вистинското спасоносно значење. Во оваа емисија ние ќе позборуваме за длабокото значење на крстот што секој од нас го има во животот и ќе позборуваме за курбанот кој што можеби е распространет, можеби не е, но се користи во погрешни намени. Дали тоа ќе биде при погребение, дали тоа ќе биде за поставување на темели на дом и како и да е, ние ќе се потрудиме православно да го анализираме тој термин и терминот на жртвата Христова. Свети Теофан Затворник ни кажува дека постојат три вида на крст. Првиот крст е најсложен и тоа е надворешен крст, а се состои во загуба на наши ближни, во загуба на здравие и во сите неприлики кои што светот однадвор ни ги прави, а да се чувствуваме непријатно. Секаде каде и да се обрнеме во светот, ќе видиме несовршенство, ќе видиме распаѓање, буквално распаѓање и на природата, и на човекот како ќе почине. А ние, секој од нас чувствува во себе дека совршенство мора да постои, зашто секој се стреми што и да прави, гледа да го направи најдобро што може. И сега Бог допуштил, откако сме отпаднале од рајот, преку воочување на ова несовршенство, да не се врземе за овој свет, затоа што е паднат и тој минува. Туку преку страдањата кои што Он ни ги допушта, да спознаеме дека навистина овдека има нешто несовршено, но чувството што го имам за тежнење кон совршенство ќе се имплицира, ќе се оствари во Царството Небесно кое што Христос Бог ни го даде. Затоа секое страдање после Христа добива друга димензија. Односно, ние се спасуваме, не страдаме залудно. А не е така кога сме во конформизам и кога се ни е вред. Тогаш се случува да заборавиме и на ближните, и на Бога, и на тоа дека во овој свет сме ограничен временски период и се изминува. И тогаш не го бараме Царството Небесно. Свети Теофан вели дека секое страдање Бог го дава или да не очисти од грев, или да не отстрани од некое гревовно дело, или преку помала жал да не сочува од поголема, или преку страдањето да покажеме трпение и вера, за потоа како награда да ја излие својата благост. Ако и после ова не наоѓаме утеха, тогаш нашата вера е мала, оти Бог, како и секој родител, кого го љуби, него и го казнува. А човекот е битие кое што сака да знае се зошто се случува во светот, која е причината за секое постоење, па и на радоста, но и на страдањето. Човекот кој што својот крст не го соединил со Христовиот крст, нема да го одмине страдањето, како и оној кој што верува во Христа и тој исто така страда. Но на оној кој што не верува во Христа и неговиот крст не е исто Христовиот, страдањата се безсмислени. Страда, а не знае зашто страда. Дури на таквиот од
во моменти на себе сожалување, неговата беда му изгледа и најголема во светот. Иако постојат луѓе кои што страдат и повеќе од него. И тогаш и маката му останува, но и абсурдот на страдањето му останува. Ние треба да се стремиме да ја разбереме Христовата жртва и поука во овој свет, дека доколку нашиот крст, нашето страдање го соединиме со Христовиот крст кој што е спасоносен, ќе биде не бесмислено, туку спасително. Втор вид на крст е внатрешниот крст, односно страстите наши со кои што треба да се избориме. Тие се неприродни за нашето тело. И во тек на животот како навика се накалемиле на нас и ние и да сакаме да ги отстраниме многу тешко тоа го остваруваме. Земите, например, човек кој што е навикнат да пуши цигари. Јас не познавам човек кој што многу лесно се откажал од оваа страст. Што значи, да го отстраниш она кој што не му е место во телото е многу тешко како еднаш ќе се навикнеш. Затоа, секој порок, секој крст на тој начин нас ни представува едно измачување кое што нема да ни даде спасение, нема да даде род. Единствено борбата против страстите може да ни донесе спасение, додека борбата со нашите страсти и живеењето со нив може само смрт да ни донесе. Постојат и други страсти кои измачуваат душата, но не за спасение, туку за смрт. А тие се гневот кој гори, зависта која суши, похота на телото која расслабува, навредената гордост го разјадува срцето пак, скржавоста јаде и не дава мир. Исто и со другите страсти, завист, сомнителност, кавга, чревоугодие, пристрасност кон лица и предмети. Овие работи го доведуваат човекот во состојба на постојана загриженост и немир. Страста се ветува, а ништо не дава, а со борбата е обратно. Така и со крстот, тој кој како да убива, а всушност живот дава. Христос после крстот воскресна, а не беше смртоносен за него. Во денешниот свет, зборовите Христови, кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека тргне по мене, звучат многу радикално за поголемиот дел од семејствата, кои што се исто така христијани, а пак ова звучи многу екстремно. Но во овие зборови и рецептот за спасението се дава, и крајот од страдањата се дава. Затоа што да се откажеш од себе си, не значи да се откажеш од својата персона, од својата личност, како квалитет, како карактер, туку да се откажеме од оние работи кои што со тек на времето сме ги насобрале во нас. Лошите навики, озборувањето, невоздржанието, тие страсти кои што не му се природни на човекот, со кои што тој не е создаден, од нив да се откажеме. Од друга страна и логиката на светот, од маздата, раздразнетоста, ненадежноста, нихилизмот. Сите тие работи можеме да ги најдеме надвор од Евангелието. Но ние, откажувајќи се од себе си и од она што е световно, треба да го прегрнеме Евангелието и учењето за надежта, за љубовта, за простувањето, за да можеме преку него да ги очистиме амбарите на нашето срце. И тогаш, Христос што вели, не да застане со него на крстот, оној кој што ќе се откаже од себе си, туку да тргне со него. А Христос не застана на крст и не остана таму, туку замина во вечниот живот. Таму и нас не повикува. Затоа при секое освестено страдање, знаејќи и прифаќајќи дека ради Христа страдаме, од неговиот свет крст и ние примаме благодат и сила да издржиме и да се преобразуваме. А ако немаме сили да издржиме, ќе ги исповедаме страстите и ќе се молиме Бог да ни помогне во слабоста, да станеме преку борба искусни победител на гревот. Знаејќи дека Христос ни вети дека до крај на светот ќе биде со нас
и тој крст никогаш сами нема да го износиме. Туку барајќи од него помош, ќе ни биде спасителен и лесен. Третиот крст е спасоносниот крст и се совпаѓа со атмосферата во Гециманската градина, кога Христос, кој што знаеше дека ќе страда, му велеше на Отецот: нека биде волјата Твоја, а не мојата. Односно, направи со мене ти како што сакаш, а не јас како што сум намислил. И оваа света состојба породува една безгрижност, едно чувство дека повторно сме деца. Тоа не значи дека треба да се фрлиме во летаргија и ништо да не правиме, а се од Бога да очекаме да го направи за нас потегот во животот, да спечали за нас и така натаму. Ние и кога ќе тргнеме во некој манастир да видиме, браќата се вредни, од ништо не оскудеваат, имаат и храна и облека, но се радосни како мали деца. Што значи да го вршиме она што е наше. Даровите што ги имаме, способностите во животот, да работиме, да се трудиме. Но кога ќе дојде момент на страдање, оние моменти кога нас не прашува никој што станува со нас, тогаш да се ставиме во состојба на дете, во преградка на својот родител. Тоа е совршен крст кој што бара себе откажување од својот егоизам. И тогаш човекот ќе почувствува како е да се живее во преградка на Бога. Овој крст породува радост, породува безгрижност, породува љубов и многу трпение и искуство во верата дека никогаш не сме сами во овој свет, па дури кога страдаме. Ние сме научени во овој свет да се фалиме само со работи кои што може да не воздигнат, со нашите достигнувања, со нашето богатство, со облека. Не сме научени да се радуваме на страдањата, на нашиот крст, кога луѓе не понижуваат, кога покажуваат на светот погрешна представа за нас, онакви какви што сме. И со тоа вредноста ни е намалуваат. А апостол Павле вели да не даде Бог да се фалам со нешто друго, освен со крстот. Тоа значи да не даде Бог да се фали со тоа што се искачи до третото небо, што беше боговидец, што стана еден од најголемите апостоли. Да не даде Бог со тоа да се фали со неговото достигнување, туку да се фали единствено со неговите страдања и со неговите слабости. Ова е комплетно обратна перспектива на работите во однос на светот. Евангелието не поучува на скромност, на смирение и да се радуваме кога страдаме, зашто тогаш се спасуваме. Но во Евангелието читаме дека крстот уште во тоа време за едни беше безумие, за други лудост. Да се страда и да се радува некако не оди во овој свет, ниту тогаш, ниту паш сега. Но ако погледнеме од една друга перспектива, дека крстот не е понижување, трпењето на понижувањето не е понижување, трпењето во болеста, во страдањата не е понижување, туку е храброст, затоа што крајниот исход е победата над смртта. Се што се случува во Евангелието, се што се случува во црква, како света тајна што го извршуваме, како подвиг, е токму со таа намена смртта да се победи, да се покажеме над неа, посилни од неа, а со тоа значи да станеме како Христос што беше победител на смртта. И тоа не значи дека преку страдањето само на Христа во понижувањето учествуваме, туку ние учествуваме во неговата слава. Зашто црквата никогаш не пее како да страдаш значи да си понижен, туку секогаш кога вели дека се страда, вели дека тоа донесува голема слава. И секој светител, па и Христос и неговите страдања во радост ги произнесуваме, зашто тие го порадуваат воскресението и радоста и победата над смртта и над се што е распадливо. Најголемо носење на крстот се сублимира во носењето на светот и трпењето и на луѓето. И тоа се сублимира во зборовите Христови:
Оче, прости им, не знаат што прават. Затоа кога се молиме на литургија, се молиме Бог на сите нас да ни ги прости гревовите, а и на оние кои од незнаење грешат. Таква одговорност, таков крст секој христијанин треба да носи. Кога ќе види страдање или грев кај братот свој, да го почувствува како свој и да се помоли за него, како он да е одговорен за неговото страдање или застранување. Тоа е крстот на христијаните што се однесува кон ближните. Тој крст на немање трпеливост на едни кон други. Дали во семејството, дали на работа или во сообраќај, кога разговараме со некој. Тој крст треба да го земеме на себе, за да ги спасиме односите со нашите ближни. И на него да го растнеме себелюбието и егоизмот. И преку него да влеземе во радоста на воскресенската литургија, во ноќните часови во храмот, каде не сретнува ликот на нашите браќи и сестри, по вера, кои храбро го поминале исто како и нас тешкото време на постот и искушенијата и сега чекаат да се насладат од богатата трпеза на младоженецот Христос. Заповета Христова гласи да се љуби ближниот како себе си што се љубиме. Што значи дека човек на човек не му е волк, туку едноставно е крст преку кој што се спасува. Да се љуби крстот, значи да се љуби ближниот, па дури и кога не повредува. Крстот не мора да го перцепираме и да го наблюдуваме и анализираме само во функција на црквата. Крст и страдање и жртва е и кога мајката ќе се грижи за детето, ќе се откаже од себе си, за тоа да биде здраво и живо. Кога учиме школа за да можеме да напреднеме во работа. Ништо без мака и без жртва не функционира во овој свет. Тоа е всушност смислата на крстот со кој што ние се гордееме. Значи без сама жртва, без откажување, ништо не можеме да добиеме. Но во контекст на нашата вера, жртвата Христова поместува граници помеѓу животот и смртта и вечноста. Затоа што ние сме смртиот и Адам сгреши. И буквално излезе од рајот, излезе од изворот на животот вечен, а тоа е Бог. И сега мораше некој жртва да се случи за да добиеме нешто повеќе. А кој ќе се жртвуваше? Сите беа под грев. Вие знаете и на суд, ако викнете некоја особа која што има компрометирачко минато, да е разбойник или пијаница, судијата нема да го земе неговото сведочење за валидно. Затоа и беше потребно Логосот Божи, Словото Божјо, чисто и безгрешно да ја прими нашата природа која страдаше, да ја износи со неја да пострада и тогаш, бидејќи немаше грев, а гревот е оној кој што ја породува смртта, тој помина од смртта кон живот. Затоа и страдањата, како што некои сметаат, негови не се за срам и не покажуваат слабост, зашто да останеше Христос во гробот, ќе беше да, вашиот Бог, пророк, Спасител, зборуваше добро, но на крај беше поразен од смртта, иако свесно и доброволно влезе кон неа. Но ние сме христијани токму поради тоа што он покажа сила, а секој се дружи со силните. И тој не остана во гробот, туку преку понижувањето, преку страдањето, покажа сила над смртта и здоби вечен живот. И сега доаѓаме до еден момент на разбирање на зборот курбан. Што значи тој, кога се употребувал, дали ние треба да го употребуваме или пак со неговото користење, со принесувањето на жртви, дали јагниња, дали било какво животно, оваа голема искупителна жртва ние всушност ја понижуваме. Да бидеме храбри и смели и разумни и да не застанеме на она кое што нас обично и не кочи, а тоа е како старите правеле, па ние од секогаш така сме правеле, не знаеме за друго,
туку да навлеземе во суштината и на поимите, и на правилното чествување на Бога, ќе објасниме дека зборот корбан значи жртва на Бога. Му принесуваш нешто на Бога за тој да биде благонаклонет кон тебе, зашто даваш нешто од себе, да биде измирен со тебе. И имаше смисла курбанот во времето на Мојсеја, кога Мојсеј им кажа на евреите: Бог ќе не ослободи од робството на египтјаните, секој од вас нека заколе јагне, коска да не му крши и да го изеде до вечерта. Зашто спасението настапува наредниот ден. И во тој спомен на евреите им остана долго време за таа жртва, за тоа незлобливо јагне кој што ги искупи нив. Но кога дојде Христос, Свети Јован Крстител го здогледа и рече: еве го јагнето Божие кој ги зема гревовите на светот, не го послушајте го. Значи, она јагне кое што во Стариот Завет беше колоено цело време, беше праслика и водеше кон Христа, кој што беше незлобив, без грев. И кој што еднаш за секогаш ќе направи измивање и помирување и веќе нема потреба од било какви жртви. Што значи дека после Христа, после неговата крсна жртва, ако направиме курбан за нашите ближни, покоени, живи или не знам како, ние буквално се откажуваме од Христа. Му велиме на Бога Отецот: Твојот син за нас ништо не вреди. Неговата жртва е беззначајна и ние си имаме јагне кое што е поважно од него. Но символиката не завршува со тоа што само Свети Јован покажа дека Христос е јагнето Божјо. Јагнето кое што евреите го јадеа, Мојсей им кажа да не скршат ниту една коска. И вие просудете дали е случајност или исполнување на писмата, кога војниците дојдоа до крстот на едниот разбойник, кој што висеше до Христа, виде дека тој е жив и за да умре му ги прекрши колената. Исто направи со вториот. Кога дојде до Христа, Христос веќе беше го испуштил својот дух кон Отецот и немаше потреба од кршење на ниту една коска, туку само ребрата му ги прободоа. Дали сега ја сваќате пророчката смисла на јагнето, на курбанот пред Христа кога се употребувал? Таму му било местото. За кога ќе дојде Христос, јагнето Божје, луѓето да можат до детај да го препознаат него дека тој е вистинскиот Месијет и Спасител и Господ, а не е само еден обичен пророк кој што нема сила да не спаси. Христос е нашиот Спасител и нашата жртва, нашиот корбан. И затоа ние, кога се причестуваме, користиме леп и вино наместо месо и крв. Затоа кога одиме на гробишта, носиме леп и вино. И затоа не треба да се носи било какво месо. Затоа што секоја жртва која го заменува Христа, нас не прави нехристијани. Иако сме крстени, во тој момент можеме слободно со две раце да потпишеме дека веќе кога од Христа се откажуваме, од крстот што го ставаме на гробните места на нашите ближни, од крстот што го ставаме во темелите кога осветуваме куќа во изградба, ние таа крстна жртва ја негираме, како и да нема сила, како да не е значајна, и во тој момент стануваме се само не христијани. Затоа, драги мои, разбирајќи ја духовно смислата и димензијата на крстот, кој што геометарски представува поврзување на вертикалата небесна со хоризонталата земна, во кое што центар е човекот, кој што е страдално битие, кој што поголем дел од својот живот го поминува во маки, во труд, во неволи. Во тој центар крстот во неговите гради се раскрстува. Но да не ви биде бесмислен, туку како што трае подвигот на постот и како што црквата не учи, преку страдањето влегуваме во радоста на воскресението. Затоа Бог сите нека не благослови и нека ни даде да ги издржиме до крај постите. Амин.